Неколку отруени бездомни животни го вклучија алармот на предпазливост. Дури 4 од нив за труената храна ја изеле во двор на основно училиште каде секојдневно играат стотици деца. Првите случаи ги забележале жителите од овој дел на градот кои веднаш ги информирале волонтерите од Сдруженијето за заштита на бездомни животни. И покрај обидите да се спасат, за животните веќе било предоцна. Според волонтерите најверојатно се отруени со ланата, отров кој е смртоносен, действува премногу брзо. Испадна полицијата на терен, ги повикавме, земаа изјави од сите. Им звонеа исто и на ветеринарната, не креваат на телефон, ветеринарниот инспектор одбива да излезе на терен. Не сакаме да мислиме на најлошото, меѓутоа може да биде следна жртва, да биде дете, што потоа, кој ќе испадне потоа на терен. Граѓаните од околните згради и куќи се згрозени од гледката и велат дека проблемот со бездомните животни мора да се реши, но не на овој начин, кога е загрозена безбедноста на децата. Стравуваме, деца ќе фаре со раците ќе се отрови. Отровот е опасен, зависи со отровите. Има нервен отров, тоа е лошо за децата. Да се санира, не вака, не на овој начин. Треба да се згрижат ли, шо нешто да се направат. А на овој начин не е убаво. Како нема посла, внучијама се сидоја, се вади нешто од кажеш. Ќе отрови дете. Членовите на Сдруженијето најавија дека од судска медицина ќе се обидат преку токсиколошка анализа да потврдат дека се работи за труење со смртоносната ланата. Од локалната самоуправа со став дека бараат одговорност од сторителите на делото и апелираат на почитување на одредбата за чипување на домашните миленици. Тоа е спротивно на законот да се поставуваат отровни мамки, да кажеме, или било како вид отров во површина, на градска површина, меѓутоа било каде да се поставуваат е забрането мамки со отров. Тоа е за осуда. Ќе стапиме во контакт со полицијата да се покрене на истрага кој тоа го работи и зошто го работи. Имаме сериозен проблем со тоа, меѓутоа ќе апелираме на сериозност и кај одгледувачите што чуваат домашни миленичиња да ги чипуваат, не да се пуштаат домашните миленичиња, бидејќи не е возможно во толков број да има кучиња скитници по градовите во Република Македонија и по населените места ако не се пуштат. Активистите за заштита на животни се децидни дека бројката на бездомни кучиња се зголемува само заради неконтролираното испуштање на милениците од страна на нивните сопственици. Бараат час поскоро надлежните да постапуваат согласно законите и да ги применуваат законските одредби.